Почитувани, добро вечер. Вчерашниот и денешниот ден се во знакот на домашната политичка сцена, се во знакот на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата на патот кон Европската Унија. Веќе знаете сите дека ова е девета препорака, од кои што последните две беа условени. Ова што денеска утрово на премиерот Заев на пресконференција му ја предаде еврокомесарот Хан е, како што рече премиерот, кристално чиста, односно е безусловна препорака за добивање на датум за почеток на преговорите на земјата со Европската Унија. Мој гостин вечер во студиото е вице-премиерот за европски прашања, господинот Бујар Османи. Господин Османи, добро вечер и верувам дека сте задоволен. И пред да го почнеме разговорот ви реков дека од она што ве гледав на пресконференција не ја гледам на смевката, но веројатно тоа е заради заморот што од набиената агенда и од се ова што ни се... Добро вечер, прво да ви честитам на отварањето на телевизијата, ви посакувам успех, мислам дека ќе биде дополнителен придонес во јавниот живот во Република Македонија. Насмевката ја има, се разбира, овие два дена се празник за Република Македонија, празник за граѓаните и ја користам приликата и да им честитам на граѓаните за овој заеднички успех на сите нас. Се разбира, таа насмевка не е изразена до крај заради тоа што сме свесни дека тука не завршува нашата работа. Тука допрва почнува. Навистина извештајот е охрабрување, препораката е охрабрување, но исто така е уште поголем товар, бидејќи веќе интеграциите ни стануваат многу пореални, понадофат и не смееме да ја пропуштиме таа шанса. А тоа останува товар на оваа генерација на политичари и се разбира дека тоа го чувствуваме како товар, бидејќи обврската е историска, годината е историска. Јас често повторувам, е неповторлива година. Нас ни се падна и таа привилегија, но и таа обврска да бидеме носители на функции баш во оваа година кога треба да се испорача, меѓутоа тоа што е најважно кога очекуваме да ни се испорача, за тоа што го правиме сиве овие 25 години, можам да кажам слободно, во нашите напори, да ја задоволиме консензуалната волја на нашите граѓани за членство на земјата во НАТО и Европската Унија. Меѓутоа, вчера и денеска постигнавме важен, така наречен майлстоун на нашиот долг пат кон Европската Унија. Денеска во Скопје се тројца еврокомесари. Тоа се можеби 10-12% од целата комисија. Имаме Могерини, имаме Хан, имаме комесарот за дигитална технологија исто така. Така да навистина е ден во кој што треба да бидеме сите задоволни, во кој што можеме да одвоиме неколку часа да славиме за тоа што Македонија уште нема година од нападот во Собрание, од ситуација... Од обидот за државен удар. Па така, од обидот за државен удар, кога Македонија можеше лесно да биде на сосема другата страна од безбедносниот спектар, и денеска, ви кажувам, повеќе од 10% комисија е во Скопје и го славиме успехот на оваа држава и се надеваме дека ова само ќе биде поттик побрзо да грабаме напред. Веројатно и еврокомесарот Хан и госпоѓата Могерини дојдоа тука, има една символика во нивното доагање, поготово еврокомесарот Хан, да дојде за нешто добро во Македонија. Оти претходно доаѓаше да ја менаџира кризата што беше. Па и господја Могерини и Хан доаѓаа за еден кризен менеджмент во ова Македонија. Меѓутоа, работеа напорно. Работеа најчесно како за сопствената држава. И Хан и Могерини прво за надминување на кризата, но потоа за убедување на земјите членки дека Македонија станува позитивна приказна во регионот, дека Македонија со чекорите кои што ги прави, со пристапот кој што го прави во односите кон соседите, во односите внатре кон етничките заедници, во односот кон опозицијата, кон цивилното општество, станува приказна, позитивна приказна која што зрачи во регионот. И вчера
и вчера додека е донесена одлуката имало жестока дебата на комисијата. Невообичаена дебата, не заради Македонија, заради некои други држави. Меѓутоа, ставот на Могерини и на Хан до крај бил дека овие земји заслужуваат заради напорите кои што ги прават да ги делат вредностите со Европската Унија, и навистина ни е задоволство што денеска доаѓаат во овој амбиент во Скопје да ни споделат позитивна вест за државата. И се разбира дека за нас тоа е их охрабрување и потик уште појако, уште од утре, да почнеме со новата реформска агенда на државата. Вие извештајот го знаете детално? Па детално не би рекол дека го знаеме уште, бидејќи вчера касно е добиен и цела ноќ преку денеска службите работат на секој збор да го идентификуваат. Затоа прво морам да објаснам дека има две специфики овој извештај кој што е различен од претходните извештаи. Да. Прво, опфаќа периодот 16 месеци, бидејќи заради кризата имаше и плюс не знам само заради кризата, бидејќи се менува циклусот. Порано секој октомври се даваше извештајот, од оваа година во април, и сега го имаме тој периодот до октомври плюс периодот октомври-април. И втората во тој период покрива две влади. И навистина им било тешко и на комисија како да направат квалификација на случувањата кога имаме сосема различна позиција на државата до април, односно до јуни, кога беше формирана владата, и после јуни. И вториот моментум е што овој извештај за прв пат дава и вкупен преглед на подготвеноста на државата за членство, отколку, а не само прогресот во извештајниот период. Значи има два момента. Прогрес за извештајниот период за таа година, во овој случај со 16 месеци, но и вкупната подготвеност. Зошто е тоа направено? Бидејќи ако правите само анализа на прогресот, тогаш не можете да направите споредба со другите држави. Но ако правите анализа на подготвеноста, слободно може да ги ставите на маса сите држави од Западен Балкан и да видите до каде се секоја од нив. За нас ни беше тоа многу важно. Затоа што цело време ние аргументираме дека доколку нас ни се даде можноста да преговараме, Македонија многу брзо ќе ги надмине и така наречените фронтранери во процесот, кои што веќе преговараат, тоа се Србија и Црна Гора. Бидејќи Македонија е прва во регионот која што има започнат овој процес. Значи ние бевме лидери во 2009. Ние 2001 сме го подпишале договорот за стабилизација пред Хрватска. Пред Хрватска. Хрватска е неколку години член. 2005 кандидат пред Црна Гора да постои како држава. Денеска Србија и Црна Гора преговараат. Меѓутоа, добро е што Македонија никогаш не престанала да се трансформира. Се разбира покрај гаповите во меѓувреме кои што се случува. Сами сме виновни за тоа што од лидер во регионот Така е, но сепак законите остануваат, транспозицијата на европската легислатива е тука и мислиме дека и во таа анализа ќе бидеме, ако не прва, бидејќи се уште не е завршена компаративната помеѓу 6 земји од регионот, очекувам или ќе бидеме прва или ќе бидеме една од првите земји во регионот според подготвеноста за членство, и со тоа покажуваме и аргумент плюс дека ние сме спремни да почнеме преговори и ако почнеме ќе бидеме повторно лидер во целиот. Вие и во последниве месеци бевте оптимист дека извештајот ќе биде безусловен и го изјавувавте тоа во јавност. Затоа што овие извештаи не така да ова не ви е очекувано. Затоа што извештаите не се субјективна проценка на комисијата врз основа на љубовта кон државата или чувствата, симпатиите. Туку врз основа на заснова на еден merit-based систем, врз основа на објективни критериуми. Ние имавме еден неформален договор со Европската комисија уште на првата средба, ако се сеќавате, после формирање на влада, бевме со премиерот Заев во Брисел. Тој договор беше, ако вие испорачате, и ние ќе испорачаме. Тоа ни рече Европската комисија. И тоа ни беше нас секогаш рамката по која што го почнувавме денот. И знаевме дека ако испорачаме, Европската комисија ќе дојде со ваква препорака. И планот 369 ни беше најдобриот патоказ како да испорачаме. И ние стигнавме ситуација, бидејќи и коинцидираше завршувањето на планот 369 со денот на објавувањето, ние излеговме со испорака од над 90% на мерки. Тоа сакам да ве прашам. Но тоа што го кажав и на пресконференција, 100% од суштината на планот.
Бидејќи ја вративме државата на евроатлантскиот пат. Ние наследивме држава со замрзнати односи со соседите. Добро, Европската унија беше храбра со меѓународните пријатели. Мислам го нотираше тоа дека заробена држава. Плюс на последниот извештај имавме дефиниција на заробена држава за прв пат и имавме јасна слика што треба да направиме. Кои ни беа принципите кога работевме? Прво, инклузивност и транспарентност и прифаќање на ставовите на Европската комисија. Ние имавме големо губење на време во минатиот период во надмудрување со Европската унија. Дали таа стратегија треба да биде според наши видувања или според видувањата на Европската унија? Ние мора да бидеме свесни дека ние сме тие што сакаме членство во Унијата и мора да ги прифатиме правилата на игра. Ние од прв ден рековме дека ние ќе прифатиме све што е препорака од Европската комисија и од нивните експерти. Дали е тоа комисијата на Прибе, дали е комисијата на самата Европска комисија, некоја друга, ќе ги прифатиме. И така направивме. Све што дојде од таму го ставивме во нашите стратегии и закони. Инклузивен во смисла на вклучување на опозицијата. Од првиот ден. Не сакавме, првата порака ни беше, не сакаме ексклузивност на процесот. Овој проект не е проект на оваа влада. Ги надминува границите на мандатите. Така е. И бара консензус на општеството. Вклучување на цивилното општество. Вклучување на експертската јавност, но и транспарентност во целиот процес. И мислам дека тоа даде резултат. Тоа остави впечаток во Брисел. Покрај она конкретното штиклирање на коцки го исполнивте овој закон. Впечаток, импресија во Брисел остави односот на владата во донесувањето на овие реформи, што повеќе зборува за култура на владење, отколку за директен менеджмент, на класичен менеджмент, туку и култура на европско владење. И сите овие два моменти овозможеа Македонија да денеска Хан кажа една реченица: не често се случува Европската унија да даде таква позитивна нота за една држава. И треба многу да се заслужи за да се даде. Така да денеска можеби претерувам со задоволството, но вистина го чувствувам тоа и сакам да го споделам тоа и со граѓаните. Ќе се согласите ли со мене дека фактички со овој извештај ние почнуваме од нула повторно? Бидејќи во 2009 добивме Оли Рен, тогашниот еврокомесар Оли Рен, ја добивме таа препорака за добивање на датум. Но после тоа се случуваше тоа што се случуваше. Станавме заробена држава и сега практично ние стартуваме повторно од нула. Сега тука има два момента. Почнуваме од нула до јуни во убедувањето на земјите членки, бидејќи да до тука заврши работата на комисијата. Да. Сега е одлука на Советот. Советот го сочинуваат земјите членки, не е комисијата веќе. Да. Ние имаме 2 месеца период сега. Со оваа препорака во рака, да ги убедиме земјите членки унанимно да гласаат во јуни Македонија да добие датум за преговори. Значи од тука почнуваме од нула. Таму имаме услов. Меѓутоа во подготвеноста на државата не почнуваме од нула. Бидејќи Македонија во пренесување на легислативата работи од 2001. Па на крајот на криштата тоа е и за нас самите внатре. Така е. Да го направиме тоа, не за Европа, тоа да го направиме за нас и за граѓаните. Целиот проект на пристапување е со цел трансформирање на државата во европска држава, не заради Европа само. Заради граѓаните, заради нас. Македонија, ние сме свесни, меѓутоа за жал или за среќа, единствена поттикнувачка сила, трансформирачка сила во државата ни е надежта за членство во ЕУ. И тоа емпирички го имаме докажано. Во моменти кога не ни била јасна перспективата, тука почнува да бледне тој порив за трансформација. Дури и однесувањето на луѓето во системот се менува, дали во судството, дали во администрацијата. Веќе нема перспектива, нема кој да не мониторира, кој да ни дава извештај, ние можеме да правиме што сакаме. И дури ние искористивме таа можност, ние сега под наводници, да воспоставиме и авторитарен систем на владење, бидејќи нема перспектива јасна. Сега се менува. Перспективата е многу јасна и тоа рефлектира на најниските нивоа на ланецот на системот. Вие во администрацијата имате поевропско однесување на луѓето, бидејќи таков е духот, тоа се рефлектира не само во владата, се рефлектира кај судиите да се однесуваат поинаку, се рефлектира кај лекарите да се однесуваат. Значи, во било кој дел од системот тој дух
кој што го дава отворената врата на Европската Унија, ја го менува општеството, го менува животот во секојдневието. Синоќер на една ТВ дебата го гледав министерот за надворешни работи, кој што кажа дека тој изброил 5 четворки и 4 тројки за Македонија од извештајот на Европската комисија. Објасни дека Европската комисија петката е одлично, четворката е добро, тројката е задоволително и кажа дека од сите земји аспирантки од регионот сме добиле најдобри оценки. Така е. Вие колку изброивте во извештајот? Така е. Сепак е тоа подлабока анализа, да, која што треба да се направи, и ГАП анализата, и анализата компаративна, и сеп тоа го прави во моментот, во детали, значи сите работни групи за секој сектор прават анализа и на вордингот и на пораките. Некојаш пораката се крие помеѓу речениците на извештајот. Меѓутоа, таа е проценка дека Македонија добива одличен извештај со кристално чиста препорака. Во компаративниот дел, реков, ќе бидеме прва или една од првите, меѓутоа мора да го финализираме, да ја финализираме анализата за да излеземе конкретно, се разбира и со препораки и критики кои што се укажување и патока за нас како да постапиме понатаму. Меѓутоа, генерално можам да кажам дека имаме одличен извештај, еден од најдобрите до сега и чиста препорака. Но има и совети, односно препораки, што треба земјата понатаму да прави? Тоа е доброто на извештајот, бидејќи ни го кажува патот, ни ги кажува очекувањата на Европската комисија, кажува каде има слабости, каде не е направено колку што треба со динамика која што е очекувана во Европската комисија, и ние таквите препораки ги инкорпорираме во новиот план кој што го лансираме. Премиерот денеска најави дека нов реформски план до крајот на годината. Не го лансиравме до сега, иако го подготвуваме и можеби дури во финална фаза, меѓутоа го очекувавме овој извештај, за да видиме дали има некои нови очекувања од Европската комисија, дополнителни препораки од земјите членки, да ги внесеме во планот, и тој план 18 ќе го објавиме за неколку дена, верувам. Па јас сега предлагам да одиме поред со оно што да речам Европската комисија не советува, односно ни препорачува да го сработиме за да направиме уште еден исчекор на патот кон Европската Унија. Има дека лошо се менаџираат јавните пари и дека има јавните пари, значи буџетот, и дека има недоволна транспарентност околу трошењето на јавните пари. Да. И од оваа влада. Тоа е континуирана забелешка на Европската комисија во секој извештај за Република Македонија, и не случајно еден од првите проекти на владата беше воведување на системот на Public Finance Management, кој што е финансиран од Европската Унија. Дури за 2018 година сите средства од ИПА ни одат на тој проект, кој што ќе воведе механизми за контрола, но и механизми за транспарентност во трошењето на јавните финансии. Значи, ние бевме свесни за забелешките на комисијата и во минатите извештаи, и затоа еден од најважните проекти на владата беше PMF системот, кој што преку СЕП се финансира преку ИПА средствата. Значи, буквално сите средства што ги имавме за 2018, бидејќи СЕП го прави делењето на некој начин на тие средства, ние одлучивме 95% од парите за оваа година да ги инвестираме само на тој проект, бидејќи сметаме дека тоа е најважно за транспарентноста. Трошењето на народните пари е најважната работа што може да ја прави една влада, и сметам дека тоа брзо ќе даде резултати кои што на наредниот извештај ќе се рефлектира. Добро, а зошто Брисел, односно Европската комисија, во извештајот забележува дека барале, но не добиле од Македонија, од властите, не добиле извештај колку вработувања во јавната администрација има со оној договор на дело. Ми се чини дека тука мисли на продолжување на партизацијата.
Прво, мора да објаснам дека Брисел не се информира само од извори на влада. Јасно. Брисел има и сигурност, има и своји, и цивилно општество, и собствени структури, и опозицијата. Опозицијата континуирано ги информира за било што сметаат и тоа е добро, бидејќи тоа е механизам на контрола. Веројатно до Брисел стигнале такви информации дека владата многу вработува на неопределено време, а тоа значи елементи на партизација, и ние го имаме добиено тоа барање од Брисел и се разбира дека правиме анализа, но мислам дека не успеавме да одговориме со конкретната бројка пред да се затвори извештајот. Веќе извештајот се заврши, дека се затвори во март месец. Сакате да кажете дека веќе им испративте тоа? Дека е веќе подготвена и сега не ме фаќајте за збор дали е пуштена или не е пуштена, меѓутоа знам дека ја видовме анализата, меѓутоа сигурно ќе биде информиран Брисел, бидејќи и други членови на влада ја имаат побарано таа информација, да видиме дали можеби некои институции, јавни предпријатија, установи вработуваат со договор на дело. И таа информација ни е потребна и на нас како влада, за да видиме дали има девијации во тој процес. Зошто Брисел вели дека, односно Европската комисија во извештајот вели дека Министерството за администрација и информатичко општество нема капацитет да ги спроведе реформите во администрацијата, односно да ја професионализира? Прво, во извештајот пишува дека во јавната администрација има добар напредок заради донесувањето на стратегијата за реформа и акциониот план. Дека стратегијата е донесена, но... и тоа е голема работа, бидејќи за да се стратегијата... Веројатно мислат на спроведувањето. Така е. Меѓутоа зборуваме за период од 10 месеци. Ние донесовме обемна стратегија со акциски план и дури и фискални импликации како да се реформира долгорочно администрацијата. И ние сме тие што сме информирале Европската комисија дека има слаби капацитети во институциите за имплементација. Бидејќи имаше една информација на влада, министерот Манчевски, дека 80% од секторите во министерството, неговото министерство, немаат раководител на сектор. Зошто е тоа така? Ќе треба да се направи анализа, меѓутоа тоа покажува дека обезглавени сектори не можат да водат таков силен процес кој што го наметнува стратегијата. Меѓутоа, за овој период мислам дека е успех што ја донесовме стратегијата, ги донесовме и закони, измени на закони во јавната администрација, акциониот план кој што предвидува листа на закони кои што треба да се донесат. Сега во новиот план 18 што го објавуваме за неколку дена, ги има другите закони од стратегијата кои што треба да се донесат во наредниот период. Прашањето на капацитетите е прашањето не само во тоа министерство. Во сите министерства. И тука навистина ќе треба да се прават... Вие имавте постојан контакт со Брисел и ќе имате околу сите овие реформи што се потребни. Ве прашали, кога веќе сме кај администрацијата, ве прашали во Брисел околу тоа што имаше вработени кои што седеа дома а примаа плата? Бидејќи тоа нигде не се случувало. Видете, тоа е, за жал, тоа се случи заради недостаток на политичка волја на некои раководители на институции да ги прифатат тие... Сегашните раководители или претходните? За претходните раководители, бидејќи ова е наследен проблем. Тогаш, бидејќи уставна обврска е правичната застапеност. Во институциите треба да има 25% албанци, толку проценти турци, срби и така натаму. А 2001 процентот на албанците во администрацијата беше 0,9%. Сега е некаде 19,3%. Што е голем прогрес. Сега, за да се исполни таа уставна обврска, тогаш таа влада преку секретаријатот за рамковен договор вработуваше во конкурси од 500-600 луѓе со идеја дека министерствата и јавните предпријатија ќе ги прифатат. Меѓутоа наидовме на отпор во министерствата кои што не беа... Значи наидовте на отпор од ДУИ со коалициониот партнер ВМРО ДПМН. Така е. Не секаде, меѓутоа во грото, во најголем дел од институциите наидовме
отпор на прифаќање на тие луѓе и тие продолжуваат да не по нивна волја да останат дома. Да. Никој од нив не сакаше да остане дома, луѓето сакаа да изградат кариера, да може да Знам, но трошени се пари на граѓаните. Искуство. Така е, меѓутоа тоа не е вина на тие граѓани. Реално нема, иако да не заборавиме дека тоа беше флуктуирачки процес. 500-600 се систематизираа редовно. Меѓутоа секогаш нови 500 доаѓа и тие 500 додека се сместуваа, тој отпор во некои институции ни создаваше гепови во реализирањето на тој процес. Меѓутоа сега се најде добар начин, новата влада најде добар начин како тоа да го направи и веќе од 1800-1000 веќе дистрибуираше и за некои недели или месеци ќе ги систематизира и останатите 800 и така завршуваме. Но да не заборавиме дека овие 1800 го прават тој процент од 19%. Без нив процентот ќе падне кој знае на 15, на 12. Така да мора да ја сфатиме тука потребата од уставната обврска која што мора да се реализира, потребата албанците да имаат можност да влезат во системот и подготвеноста на институциите, но и политичката воља. А што ќе правиме со тоа што и самите го знаеме и сите го велат дека имаме гломазна за така мала држава толку многу администрација. Да, меѓутоа не можеме да ја реформираме администрацијата на сметка на една етничка заедница. Не мислам. Колку и да се скрати таа администрација, повторно треба да ја рефлектира демографската реалност. И 10.000 да има администрацијата, пак 25% треба да има албанци, 5% турци, срби, власи, бидејќи тоа основно е да биде квалитетен кадар. Така е, но според уставот мора да бидат и представени етничките заедници. Добро, ова дека треба да се избере членови на државната изборна комисија, бидејќи нели се понесува. Веќе има договор помеѓу политичките. Да имаат ресурси за објективно. Така е. Има договор веќе политичките. Има договор помеѓу политичките партии. Првично да се вратиме на стариот модел, а потоа да се оди на варијанта која што беше предложена за вклучување на политичките партии во финалната фаза од процесот, некаде месец дена, 2 месеци пред избори, а во меѓувреме да работи професионална администрација во Државната изборна комисија. Така да во тој дел многу брзо ќе се затвори. Не испорачавме, добро, краток е периодот, се согласувам, но не испорачавме очигледно резултати во борбата со организиран криминал. Дури и антикорупцијската комисија е нефункционална е. 5 од нив поднесоа оставки. Европската комисија вели дека тоа треба да веднаш да формираме функционална антикорупцијска комисија. И тука генерално оценката дека има напредок во справувањето со криминалот. Во справувањето, меѓутоа вели не доволно. Нема ни една пресуда за меѓутоа целата атмосфера создадена, формирањето на новото обвинителство, процедурите и така натаму даваат слика на изменета ситуација. Меѓутоа треба многу уште да се прави, се разбира, и тоа не е предизвик само на Република Македонија, туку на сите земји во регионот. Не случајно во стратегијата за проширување број 1 иницијатива е ставена правната држава и владењето на правото. Тоа е првиот услов без кој се не може понатамошен прогрес во Европската унија. Затоа од 30 за граѓаните битно е правна држава, да живееме во правна држава. Затоа и Европската унија го става прв приоритет, заради тоа што е приоритет на граѓаните. Да. И од сите 35 поглавја не се почнува со поглавието број 1. Секогаш се почнува со поглавието 23 и 24 кои се однесуваат на правната држава, на безбедноста и на човековите права. Бидејќи без затварање на тие поглавја не ви се отвараат поглавја екологија и другите прашања. Сепак има некои приоритети. Добро, во овој извештај нотирано е напредок во судството. Ми се чини дека тој напредок го гледаат во променетиот однос на судиите и на судовите кон специјалното јавно обвинителство. Претходно тотално ги игнорира и ги знаете како беше. И мислам дека тука го гледаат тоа и очекуваат законите за што треба да се направат.
во правосудството, но исто така сугерираат дека специјалното јавно обвинителство треба да се спои со основното јавно обвинителство за да се до крај истражат оние бомбите што ги викаме, односно од прислушкувањето. Тоа е делот од планот 369. Да. И стратегија, всушност повеќе од стратегијата за реформа на правосудството. Значи во извештајот се вели првата таа реченица дека не може да очекуваме промени во судството преку ноќ. Значи свесни се Европската комисија дека тоа не се прави за 10 месеци комплетно завршување на реформа. Но ние го почнавме правиот пат. Донесовме стратегија за реформа на правосудството за наредните 3 години со акционен план, која што е целосно усогласена со Европската комисија и со Венецијанската комисија. Претходно таа стратегија седеше во фјока со години затоа што не се прифаќаа коментарите и ставовите на Венецијанска, Греко и на Европската комисија. По принципот што ви го реков на почеток, дека ги прифаќаме аргументите и ставовите на Европската комисија, ги инкорпориравме, ние одобрија стратегијата. Сега ние имаме, лесна ни е задачата, барем во легислативниот дел. Бидејќи имаме стратегија со акционен план, во кој што има предвидено 30 закони кои што треба да се менуваат или да се донесат нови, сега некои од законите бараат двотретинско мнозинство, тие главните за реформа на системот, и тука е добро што опозицијата се вклучи активно и придонесе Македонија да добие таков извештај. Но и таму е предвидено во стратегијата дека СЈО треба да биде дел за борба против организиран криминал и така наречен white collar crime, односно на бели крагни, тоа се мисли на високата корупција. Така, на високата корупција, тоа е дел од стратегијата. Меѓутоа, за да тоа се спроведе, ќе мора да има консензус со опозицијата, односно ќе мора двотретинско мнозинство на законите. Има забелешка во извештајот, колку што можев да видам, дека се уште нема ни една пресуда за висока корупција. Вака, сега тоа е малку тешко. Кратко е времето. Вака, сега е се во рацете на судството и мислам дека не е коректно да правиме притисок на судството, дајте испорачате резултати. Сепак тие работат со човечки судбини и заради некакви наши извештаи они да донесат побрзо одлуки за да може ние да ги пишеме некаде, мислам дека не е добар пристап. Важно е дека се они независни, си работат. Кога ќе сметаа дека е исцрпена расправата, ќе си донесат одлука. И не треба да се чувствуваме, да бидеме под таков притисок за да даваме извештај некаде дека некоја пресуда е донесена. Ми се чини дека тука од оние тешки пред нас што престојат работи, ми се чини дека тука ќе има земјата така голем проблем околу финансирањето на партиите, да биде транспарентно. Сите знаеме дека тука сме ептен тенки. Да, тоа е дел од разговорите помеѓу партиите, неформалните. Според препораките на Греко, нели, за да се спречи високата корупција, да биде транспарентно финансирањето на партиите. Така, тоа е барање и на партиите на власт и на партиите на опозиција. Тука барем имаме слична волја во однос на регулирање на оваа прашање. Има една идеја да државата ги финансира политичките партии, за да се исклучи можноста од финансирање од бизнисот, финансирање од други центри кои што потоа тоа би го користеле како механизам за влијание врз политиката или за елементи на корупција. И тоа е дел од разговорите помеѓу политичките партии и ќе видиме каков епилог, меѓутоа тука помали ни се разликите помеѓу политичките партии. Значи има волја. Има волја или да се само реши. на збор има волја? Не, има волја да се реши оваа прашање. Верувате дека тоа може да го направиме? Мислам дека да, бидејќи и дел од иницијативите и на опозицијата е да се отвори оваа прашање. Добро. Исто така бараат партиите да ги унапредат внатрешните демократски процеси. Да се демократизираат внатре партиите. Се разбира дека тоа е потребно, бидејќи од тука почнува све реално. Да. Политиките ги градат партиите, ако не се сами демократизирани, не можат ни да зрачат демократија
во општеството. Тука нема некои рокови или некои конкретни барања. Како сугестија. Меѓутоа е како сугестија и секоја партија си проценува каков систем на одлучување. Ја можам да зборам за... Во ДУИ има ли волја за реформи? Прво, начинот на кој што ДУИ го избира раководството е најлибералниот од сите политички партии. Децентрализирана. Бидејќи почнува све од базата па нагоре. Значи нема наметнување на волјата. Тоа некогаш и создава проблеми кои што... Па имате проблеми, и кои што вие ги гледате, бидејќи не можете да секаде да ја контролирате базата. Меѓутоа, претседателот Ахмети е убеден дека тоа е најздравата политика да оставите од граѓаните да може да ги бираат и партиските членови да го бираат лидерството, а не да се наметне волјата од горе. Не знам, треба да се разгледа тоа, бидејќи создава повеќе проблеми отколку во партиите каде што претседателите ги одлучуваат кои се лидери на локални ограници. Па да не ме сватите погрешно, но така имаме локални шерифи. Меѓутоа, тоа е, демократијата е таа. Значи, која е алтернативата од тој начин на избор е претседателот на партијата или султан партија. Сега, кој е по-добра варијанта? Се уште не сме на тоа демократско ниво, мислам, за да можеме така да функционираме. Така е. Така да дилемата е тука некаде на средина помеѓу овие две крајности. Значи, на самитот на Европската унија во јуни, во Брисел, земјите членки ќе одлучуваат дали ќе ни дадат датум за преговори. Сосема, мислам, јасно ни е на сите, предпоставувам и вас, дека без решение за името нема да можеме да се протнеме, бидејќи јасна е политиката на Европската унија дека не сака да увезува билатерални спорови. Јас мислам дека ние прашањето на името треба да го решиме и заради нас самите. Апсолутно, да. Е преголем товар за оваа мала држава да го има на своите плеки. Бидејќи тоа ни го блокира и вкупниот прогрес на државата, меѓутоа и членството во организации кои што значат безбедност за нас, но и економски прогрес и стандард за граѓаните. Се разбира, одлуката во Советот се носи со консензус. Значи, една земја против одлуката не поминува и затоа ние до сега не сме добиле датум. Меѓутоа, ситуацијата е сосема поинаква оваа година. Искрената комуникација со нашите грчки соседи ја го менува и односот, ги менува и очекувањата. Сметам дека имаме направено добар прогрес во овие разговори, дури можеби префорсирам, но јас чувствувам дека сме во една иреверзибилна фаза на процесот, во која што враќање назад ќе биде огромна штета за... И разочарување. И разочарувањето ќе се издржи. Штетата ќе ја трпиме долгорочно. Така да, сметам дека треба да смогнеме сили, се разбира, презентирајќи ја волјата и интересот на сите граѓани во Република Македонија, но да најдеме сили да го затвориме оваа прашање пред јуни, да можеме и да добиеме датум, да добиеме и покана за НАТО и Македонија дефинитивно да ги реши прашањата на постоење и на прогрес и тогаш единствен фокус, особено после донесување на законот за јазици, единствениот предизвик за сите граѓани на Република Македонија, независно од етничката, верската припадност, ќе биде стандардот, економијата, образованието, здравството и нели тоа ни беше целта си овие 25 години. Да имаме јас и вие иста цел, исти предизвици, исти нотирање и законот за јазици од Европската комисија, дека тоа ги меѓуетничките тензии но имаше реакции дека власта злоупотребила што ставила европско знаменце на тој закон. Вие што мислите? Тоа беше од опозицијата. Вака, од опозицијата, не од комисијата. Значи, меѓуетничките односи се... Комисијата го поздрави. Така, меѓуетничките односи се столб на стабилноста на државата. Јасно. Ние некогаш, кога правиме пресек моментален на меѓуетничките односи,
почнуваме да ги подценуваме, мислејќи дека секогаш биле такви и тие се такви онака сами по себе. Не се такви. За да стигнеме до оваа ситуација е инвестирано многу. Не само од нас сите тука и од меѓународните пријатели е инвестирано. Да. И тие се многу фрагилни. И тие доколку тоа се едно цвеќе кое што доколку не се наводени дневно, тие брзо знаат да се кршат. Значи меѓуетничките односи бараат внимание и кога се во најдобри можни односи, бидејќи се лесно фрагилни и лесно... Така, еден инцидент може да дигне тензијата. И Законот за јазици е последното легислативно парче од рамковниот договор. И можеби последното прашање кое што не дели во ставовите помеѓу двете поголеми етнички заедници во Македонија. Јас мислам дека после ова прашање нема прашање кое што ќе го оцениме врз основа на етничката припадност. Ќе го оцениме врз основа на идеолошките разлики, левичари или десничари, такви или вакви, меѓутоа не гледам разлики меѓу македонци со македонци. Така. Меѓутоа не гледам повеќе прашање во кое што ние ќе се групираме албанци еден став, македонци друг став. Така. И тоа е најголемиот квалитет што може да го добие државата. Јас не гледам поголем квалитет отколку тој моментум кога ќе се делиме само врз основа на разликите во размислувањата, на идеологијата, а не врз основа на етничката или верската припадност. И затоа треба ова да се заврши побрзо и со овие две прашања, прашањето со Грција и Законот за јазици, Македонија навистина влегува отвара едно позитивно поглавје кое што ќе се рефлектира и во животниот стандард на граѓаните и во целокупниот живот на државата. Има и од Европската комисија сугестија дека собранието повеќе законите треба да ги носи по редовна процедура, да се одбегнува по скратена процедура. Да. Така е. Не ми одговоривте и за ова, дали беа управа опозицијата, требаше ли европско знаменце или не требаше Законот за јазици? Секогаш сме кажале дека патот на Македонија до Брисел поминува низ Охрид. Тоа не сме го кажале ние, го кажале европејците. Заради фактот колку се Македонија го потпиша, односно доби кандидатски статус во 2005 заради тоа што рамковниот договор беше реализиран како што треба. Значи, тоа укажува колку е важно тоа прашање за европскиот пат на Република Македонија. И се разбира дека овој јазик е во тој дух на затварање на рамковниот договор и на тој европски пат. Во однос на скратените постапки, комесарот Хан на една средба ни рече: очекуваме да не се надмине процентот на закони по скратена постапка над 5%. Иако тоа формално не е пишано во извештаите, меѓутоа за мене е доволно тоа што комесарот ни го кажа, да ни биде како репер. Бидејќи некогаш е навистина потребно да се донесат закони по скратена постапка заради итност, заради други причини. Но веројатно приметиле дека има и злоупотреба на тоа. Но тоа не смее да надмине 5% и мислам дека и оваа влада малце го има надминато тој процент и ние таа забелешка ја даваме, дури посебно јас и министерот Манчевски е тој што на влада секогаш реагираме кога некој министер ќе предложи скратена постапка, бидејќи чувствуваме министерот Манчевски е координатор на влада за сособранието и чувствуваме обврска да ги информираме министрите да внимаваат. Да ги потсетите дека да внимаваат кога пуштаат, бидејќи можеби ни е полесно да пуштиме по скратена постапка, но убавината на демократијата е баш во тоа што е комплексна, е сложена и инклузивна, меѓутоа е многу поквалитетна и поиздржани се решенијата и одржливи. Значи, министр Османи, пред вас и пред вашиот тим и на целата влада престои еден тежок период, рече премиерот, до крајот на годината веќе имате и вие го кажавте тоа, нов реформски план за ова што се забелешки, она што и ние знаеме дека треба да го направиме. Набиена ви агендата, јас при крај, еве, ќе ве ослободам, знам дека сте презафатени, тука имате и гости. Кој ќе му го однесе извештајот на претседателот Иванов?
Тој не е на агендата на Нина Хан. Мислам дека е на агендата на Могерини. И токму Ке има средба со Да, мислам дека високата представничка ќе има средба со господинот Иванов и нели ќе се обрати во собранието, бидејќи и они од почеток пропагираат таа идеја дека овој проект не е ексклузивен проект на владата. Ова е проект на целата држава и на целото општество. Дека е историска година. Господја Могерини има една реченица, вели, ви поминува воз низ Балканот, кој што нема да помине во наредните 10 години, која од земјите ќе се качи на тој воз, ќе зависи од вас самите. И таа порака, веројатно, ќе ја прати до Иванов, дека ова е историска шанса, кога партиските разлики, кога личните несогласувања, треба да ги замрзнеме неколку месеци, имаме тикет во рака, а тоа е овој извештај, да можеме да се качиме на тој воз. Дали ќе го искуцаме и ќе влеземе, тоа ќе зависи од нас. И добро е што ќе се сретне и со Иванов. Се надеваме и тој ќе рефлектира во последните месеци од некој мандат да напише нешто во таа негова празна. А во изминатиот период покажа ли интерес председателот Иванов? Еве, додека се овие реформи од 369. Јас на два пати и покрај тоа што што се случува? И покрај тоа што имавме нели како партиски став дека не го признаваме и се уште не го признаваме легитимитетот, за да покажеме дека секој мора да направи еден чекор од партискиот став и да се сретнеме на една точка на државниот став. Ние јас на два пати отидов кај него. Значи го информиравте? Го информирав детално, побарав вклученост негова да помогне во, бидејќи улогата на председателот е таа кохезија на општествените структури, дали се тоа етничките заедници, другите општествени слои. Тој таа улога не ја одигра. Во 10 години од неговиот мандат не направи ништо за да го направи општеството инклузивно и државата унитарна. Ја пропушти шансата во историска декада за државата. Има уште неколку месеци да напише нешто во таа празна книга на председателствувањето, да го потпише законот за јазици, да помогне во консензусот. Можеби некоја нова амнестија? Се надеваме не. Да, ви, господин Османи, ви благодарам многу што одвоивте време на гледачите на телевизискиот брифинг на 1 ТВ, да на некој начин да им објасниме, јас и по социјалните мрежи следев, отприлика реакциите се честитки, браво, добро, добивме позитивен извештај, ама ние сакаме да живееме во правна држава, кога ќе биде тоа? Правда сакаме вработувања. Големи се очекувањата на граѓаните. Тие веројатно се истрошени од оваа предолга транзиција и чекаат што побрзо. Знаете, јас секогаш земам еден пример. Вие мора прво да ја изградите државата, да ја обезбедите државата, па после тоа на неа да градите патишта и да направите проекти. Така се гради пирамида и затоа тие постојат илјадници години, бидејќи се направени на здрав темел. Кога ќе ја превртите пирамидата обратно, ќе почнете прво од асфалтот, а на крај ќе ја оставите државата, да ја создадете, да ја обезбедите, да ја гарантирате, тогаш мислам дека тоа решение не е одржливо. Ги разбирам очекувањата на граѓаните, но нема поголем приоритет од оваа држава да се гарантира постоењето на истата за наредните векови. Тоа може да го гарантира НАТО и може да го гарантира Европската Унија. Уште еднаш ви благодарам за вашето гостување во ТВ брифингот на 1 ТВ. Благодарам на поканата.